Почитувани граѓани, почитувани новинари. Кулминираше неспособноста на градската власт предводена од ВМРО ДПМНЕ и Даниела Арсовска. За прв пат во историјата, главниот град на државата е оставен без јавен превоз. Жителите на Скопје, учениците, пензионерите, работниците се оставени без основната потреба, без превоз од јавното сообраќајно предпријатие. Истовремено, возачите и вработените во јавното сообраќајно предпријатие се оставени во една катастрофална состојба, без пари, без плати и тоа во време на економска и енергетска криза. Катастрофата и хаосот што се случува во град Скопје е резултат единствено на неспособноста на кадрите од ВМРО ДПМНЕ и нивната градоначалничка. Иако од буџетот на град Скопје за оваа година во јавното сообраќајно предпријатие беа предвидени 8,6 милиони евра, долгот на ЈСП е драстично зголемен. Направен е долг од 1 милион евра. Тоа се причините зошто возачите, вработените во јавното сообраќајно предпријатие немаат земено плати, тоа се причините зошто во Скопје нема јавен градски превоз. Зафатени со тендери и провизии, од ВМРО ДПМНЕ заборавија на граѓаните и на вработените во јавните предпријатија. Пред една година, Мицковски и Арсовска заедно на Скопјани им ветуваа бесплатен јавен превоз, а сега јавниот превоз воопшто го нема, а ЈСП е во колапс. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и советничката група во градот Скопје се на страната на граѓаните, на страната на возачите и на работниците во јавното сообраќајно предпријатие. Денеска ќе ја поддржиме одлуката за пренамена на пари на јавното сообраќајно предпријатие за да им се исплатат платите на вработените и за скопјани повторно да добијат јавен превоз. Но истовремено ќе бараме и отчет и одговорност. Јавноста треба да знае зошто се направени долговите и дали во изминатава година е потпишан анекс договор без никаква спроведена постапка на договорот за снабдување со нафтени деривати со кој секој литар гориво е поскап за 5,6 денари. Актуелната градска власт, предводена од ВМРО ДПМНЕ и Даниела Арсовска, е една од најголемите непогоди што го зафатија Скопје. Ви благодарам.